Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Денеска се одбележа меѓународниот ден на музеите 18 мај. Прилепскиот музеј ги отвори вратите за учениците. Фудбалската легенда Милан Тодоровски гостин во спортски журнал. Што е разликата во фудбалот денес и некогаш? Вечерва ќе се одржи манифестацијата Денови на Крали Марко. Од полицискиот билтен. Подстанар предизвикал пожар. Времето денеска студено и дождливо со дневна температура од 10 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Денеска се одбележа меѓународниот ден на музеите. Прилепскиот музеј ги отвори вратите за учениците. Манифестацијата се одвива во рамките на одбележувањето на 70 годишнината од Завод и музеј Прилеп под наслов Јас, ти и музејот. На меѓународниот ден на музеите, целта е промоција на значењето на музејските институции во современото општество. Македонија има повеќе од 30 музеи, а најпознати и најпосетувани се Музејот на Република Македонија, Археолошкиот музеј, Музејот на современа уметност, Музејот на македонската борба за самостојност, Музејот на вода во Охрид. Фудбалската легенда Милан Тодоровски беше гостин во спортски журнал на Радио Пела. Што е разликата со фудбалот денес и некогаш? Како некој кој ја го носел дресов на победа, тешко на навивачиве да седат на трибини, мене посебно кој сум играл за тој клуб, мораш да ја прифатиш реалноста, значи не постојат, нема финансии, нема пари, нема фудбал. Така дојде времето, млади дечиња се, ги гледам тука, се разбира, млади играат фудбал, не играат стари, а меѓутоа колку има квалитет. Победа има најмлад тим. Да, ама колку има квалитет е дискутабилно. Значи во една нормална победа, јас нема да ги окривувам децата, не се ништо криви. Во една нормална победа, во едни, да кажам, од овај состав што го гледам, можеби 5 може да бидат присутни во тие 25. Вечерва ќе се одржи манифестацијата Денови на Крали Марко. Манифестацијата Денови на Крали Марко ќе се одржи во 19 часот и 30 минути во фоето на Центарот за култура Марко Цепенков, каде ќе биде одржан концерт од проектот Гласовите под кулите, кој го спојува древното и современото, македонското и медитеранското, балканското и западноевропското. Концертот е во организација на Општина Прилеп во соработка со Центарот за култура Марко Цепенков. Од полицискиот билтен, подстанар предизвикал пожар, а момче од село Обршани агресивно се однесувало во угостителски објект. Вчера вечерта, околу 20 часот и 30 минути,
Полициски службеници од Прилеп го лишиле од слобода ГА, 63 години од Прилеп, поради сомнение за предизвикување на општа опасност. Имено во полицијата во Прилеп било пријавено дека тој со запалливо средство предизвикал пожар пред влезната врата од куќата на ЛГ, 58 години, од Прилеп, каде што живеел како подстанар. Пожарот бил изгаснат од сопственикот, а повредени лица нема. По целосно документирање на настанот, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Денеска пак, после полноќ, во угостителски објект на улица Леце Котески во Прилеп, полициските службеници од Прилеп го лишиле од слобода лицето ФМ 90 години од село Бршани за тоа што го нарушувал јавниот ред и мир со агресивно однесување. По документирање на настанот ќе следува соодветен поднесок, информираат од СВР Битола. Временска прогноза. Времето денеска облачно, свежо, со врнежи од дожд. Минималната температура се движеше во интервали од 6 до 12 степени, а максималната во Прилеп достигна 10 степени Целзиусови. Времето во наредните денови ќе биде повремено облачно со врнежи од дожд. На повисоките планини во утринските часови ќе има услови за слаб снег. Дневните температури во следните денови ќе имаат тенденција на натамушен пораст. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.